Чувството е секогаш добро. Тука имам драги луѓе, драга клима, мислам, многу убави работи ме поврзуваат тука и секогаш со задоволство се враќам овде. Околу студиото за мозаик кој годинава еве работи по 30 пат, ако не се лажам, го држувам у живот некако на колку што можеме, значи помагаме, носиме материјали од Скопје, све што е потребно, меѓутоа генерално мислам дека треба малку да се свестиме малку за вредноста на ова студио кое што постои 30 години и кое нема слично вако во регионов и поширок. Така да мислам дека треба да се свестиме и со една мали инвестиции на годишно ниво да го вратиме во живот и да му го вратиме сјаот, да дојдат повторно учесници од Балканот па и од светот. И со тоа се збогати колекцијата на мозаични дела, не само на слики во колонијата. Така. Овде се сеќаваме на Пауло Рекање, нели? И на Газан Фербајер, големиот мајстор на мозаикот од нашава земја. Има ли иднина, според ова што го разборувавте досега, има ли иднина мозаикот во нашава земја? Видете, да, значи све започна од нив. Пауло Ракањи, професорот и академик Газан Фербајрам, све започна од нив со еден ентузијазам, веројатно исто ништо полошо и јас што го правам сега, значи со материјали, со кубурање, со мачење, со наоѓање. Го започна ова дамна, го развивавме во едно време, дојде и до некој точка на кулминација кога почна да доаѓаат луѓе од Турција, од Италија како гости. А за иднината не знам што да ви кажам, значи како техника генерално тенденцијата во современите текови е на враќање на традицијата и тоа е често такво. Како техника мозаикот бара многу работа и бара многу трпение и вложување, човечко вложување во нејзе. Мада мислам дека има интерес и дека се враќа и дека се почитува во некоја мера, меѓутоа треба уште доста да се крене за да го добие заслуженото место.